Добар ден, започува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Некои деца се толку пребирливи, што родителите треба да ги молат да го изедат секој залак. При тоа, некои родители стануваат крајно попустливи, па на детето му дозволуваат да се храни онака како што тоа сака, или пак одат во друга крајност, па форсираат, инсистираат, се служат понекогаш и со закани. Но и двете тактики се враќаат како бумеранг. Што треба да се направи кога ќе биде намален апетитот кај децата? Што значи воопшто намален апетит? Е денешната тема на која што ќе разговараме со доктор Денис Алкалили, специјалист по педиатрија од Медик Истанбул Тетово и од Здруженијето Лулка. Добре ни дојдовте повторно. Благодарам за поканата. Дали апетитот и гладта се една иста работа или пак сосема различна? Генерално во медицината, значи тоа било една мистерија која што регулацијата на апетитот и на гладта, значи на тие да речеме тригери кои што го поттикнуваат организмот да бара храна или покажуваат кога е сит, уште по-специфично. Значи долго време се истражува, сега веќе се знае дека тоа на ниво на мозокот, значи постојат посебни материи, значи или неуротрансмитери, еден вид на хормони кои што го регулираат тоа и кои што на некој начин покажуваат кога е гладен организмот, односно кога бараме храна. Меѓутоа во исто време е многу важно и да знаеме кога ни е доста, односно кога да прекинеме. Интересно е дека децата, бидејќи јас работам со деца, интересно е дека децата секогаш имаат многу добра регулација на тоа кога се сити, некогаш може и на пола залче да застанат и да речат толку као готово, доста ни е. И мислам дека генералната препорака, настрана од тоа дали јадат или не јадат или како ќе се натераат да јадат, важно е да се почитува до негде желбата на детето за количината на јадење. Затоа што ако детето знае дека е заситено и дека му е доста, треба да го почитуваме тоа и да него на некој начин расипеме тој механизам на контрола кој што го има детето. Некои деца јадат на вистина многу малку, но нормално растат. Дали тоа е всушност еден показател дека детето прима доволно храна, иако на родителите тоа им изгледа како да е премалку, речи си ништо? Па видете, апетитот во тек на детството е променлива работа. Значи има фази кога детето навистина многу брзо расте, значи расте и во тежина, расте и во висина, и во тој период обично децата имаат и повеќе апетит и повеќе јадат количински. Има некои фази, значи кога навистина јадат помалце, меѓутоа интересно е што кај нас кога ќе дојдат во ординација, значи најчесто родителите се жалат дека моето дете не јаде ништо. И сега ние на пример ќе ги прашаме колку време не јаде ништо, па 2 недели или 3 недели или 1 месец не јаде ништо. Тоа секогаш не е точно, затоа што родителите и тоа што е малку јадење го сметаат за ништо, меѓутоа на детето може тоа да му биде доволно, доколку исхраната е правилна, доколку е разновидна. Значи постојат фази во кои што децата навистина јадат помалку, меѓутоа има едно главно правило кое што важи уште од 6 месеци кога ќе почне детето да јаде, нели после оној период на млечна исхрана кога е на доење или на адаптирано до 6 месеци, кога ќе почне да се храни веќе, многу е важно, значи улогата на родителот е да му понуди на детето соодветна храна и разновидна храна, а право на детето е колку ќе изеде и да речеме колкава количина од тоа ќе изеде, затоа што и ние возрастните не јадеме секогаш исто количински. Значи некој ден јадеме повеќе, некој ден јадеме помалку, некогаш имаме афинитет некој за одредена храна, некогаш, да речеме во друга сезона, имаме афинитет за друга храна. Така исто е очекувано и од децата, меѓутоа родителите, особено мајките, некогаш може да си зацртаат и да речат ова мора да се изеде, као моето дете мора да јаде толку или еднаш ќе изеде повеќе и после тоа станува стандард. Не би требало да се фиксираат за количината. Многу е побитно што е составот и секако да има, значи да детето внесе нешто. Од најважните прашања на мајките колку количински детето треба всушност да прими храна, особено во периодот од 6 месеци до 1 година. Некои истражувања велат дека тоа е најважниот период кој што одредува каква ќе биде исхраната во текот на животот. Точно ли е дека она што ќе му се понуди на детето во тој период и детето што ќе ги засака тие продукти се всушност храната што во иднина ќе доминира во нивните менија?
Па можеби нема да биде токму тоа храната која што ќе доминира, меѓутоа навиките, правилните навики кои што ќе се створат во овој период, значи во најраниот период, понатаму представуваат добра основа за детето да има нормална исхрана, за да има нормални навики на исхрана, меѓутоа и за да се спречи подхранетост или малнутриција, значи кога многу малку јаде детето, и да се спречи обезност, која што во денешно време, значи обезност или дебелина е навистина голем проблем, точно. Многу е важно да се знае дека во периодот од 6 месеци до 1 година се уште главната улога за растење, значи главниот енергетски внес кој што го има детето, треба да биде млекото. Затоа децата цицаат, нели, и покрај тоа што ќе почнат со храна од 6 месеци, тие цицаат во текот на првата година или се дохрануваат со адаптирано млеко и комплементарна се вика таа или дополнителна исхрана. Затоа препораката е да се ослободат родителите од количината колку изело детето во тој период од 6 месеци до 1 година, туку да се посветат на тоа да ја следат соодветно шемата за воведување на различни продукти, на разновидни продукти и како што кажавме да остават право на детето е да избере колку ќе изеде. Некогаш може тоа да биде 3 или 4 лажички кај малото дете, кај малото бебе, меѓутоа некогаш може да го изеде и целото тањерче, меѓутоа како што кажав пак тоа не е правило. Таја храна која што ја јаде детето од 6 месеци до 1 година има многу позначајна улога, значи во однос на витамини, во однос на микронутриенти кои што ги прима детето, како што се железо, селен, манган, меѓутоа главната енергетска исхрана се уште е млекото. И затоа и препораката е и во однос на млекото, значи детето да продолжи да цица во текот на првата година, исто така и да се дава адаптирано доколку не цица, затоа што се уште растот зависи најмногу од тоа. Сега, во однос на таа шема, распоред, доколку ние на детето му понудиме разновидни вкусови, значи од овоше и од зеленчук, значи доколку тие се постојано менуваат, детето на некој начин ќе се научи дека може да толерира различни вкусови. Главната препорака е да се комбинираат повеќе различни зеленчуци, обично зеленчукот е проблем, така да ако се комбинираат 3, 4 или 5 зеленчуци, тогаш детето нема да се фиксира на еден вкус кој што го сака или не го сака. Исто така многу е важно со комбинирањето практично на вкусовите, ние овозможуваме на детето да пробува, значи некои продукти кои што се во таа каша која што е изблендирана, нели варен е зеленчукот е изблендиран. И на тој начин всушност му овозможуваме подолго време да проба различни вкусови и различни работи. Постои едно правило кое што вели дека детето за да јаде нешто треба да му го понудиме до 7 пати за да може да го почне да го јаде. Некои родители тука прават грешка, се повлекуваат. Моето дете не сака да јаде одреден продукт и не го нудат повеќе. Токму така, значи одлично, ете и вашето искуство апсолутно се поклопува со таа слика што и ние ја гледаме секојдневно. Значи моето дете на пример не јаде некој од зеленчуците кои што се навистина битни за поднебјево, се многу чести и ги јадеме секојдневно. Значи не сака. Мојата порака е да продолжат да го внесуваат, значи во тие комбинации, да го има и тоа, затоа што навистина е многу битно повеќе пати да се внесе, за да детето се привикне на вкусот и да почне да го јаде. Секогаш треба да го имаат, да речеме, пред очи или во глава правилото дека мора да го воведа тоа, затоа што детето практично сега се учи за цел живот како ќе јаде и што ќе јаде, и затоа на родителот останува да ги наметне на некој начин тие разновидни храни. Во овој дел од емисијата ќе ги отвориме линиите. Емисијата ќе биде контактна, 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Денешен гостин во студиото е доктор Денис Алкалили, специјалист по педиатрија. Зошто нагло се намалува апетитот кај детето после првата година? Или пак впечатокот на родителите дека детето почува помалку да јаде? Па не би рекол дека се намалува нагло апетитот, меѓутоа има еден важен преод во однос на правилата или начинот на исхрана до 1 година и после 1 година. Значи, веќе после 1 година детето би требало да почне да јаде нормална храна, односно храна која што генерално се јаде во семејството, која што се готви во семејството, и препораката е значи веќе да се воведе и храна која што е зачинета, која што е солена, значи до 1 година се препорачува да нема белка од јајце во исхраната, сега веќе значи цело јајце се дава, дали ќе биде варено или ќе биде пршено или ќе биде комбинирано со некоја храна, меѓутоа генерално препораката е веќе да се детето полека движи кон
Општа исхрана, точно. Исто така во овој период и дури и пред една година се препорачува веќе да не се блендира целокупно целата храна што детето ја јаде, туку на некој начин да се остави како еден вид на груба каша со текстура, изгмечена на пример или иситнета, со цел да детето веќе почне да чувствува дека храната има текстура и самото на некој начин да џвака и да прави движења на џвакање, кој што кај некои деца има запчиња на една година, кај некои нема, али многу е битен тој прелаз. Ако детето јаде општа храна и со помала количина, тоа повеќе ќе внесе, затоа што сега веќе храната има и повеќе масти, има и повеќе месо, значи има и голем број на продукти кои што претходно биле ограничени и тоа на некој начин му дава поголем калориски внес. Сепак оние деца кои што немаат апетит и кои што малку јадат, внесуваат подолго време блендирана храна, родителите велат вака, барем сум сигурен дека внесува поголема количина овошје, разновидни, бидејќи детето голта. Да, меѓутоа тоа не е оправдано. Не е оправдано затоа што значи еден дел од храната негде да речеме во првата година, во првата половина од втората година може да се блендира дел од храната која што е подсврста, која што не може да ја внесе детето, меѓутоа генерално не е оправдано затоа што ние имаме случаи каде што деца кои што подолго време јадат блендирана храна во текот на втората година, па дури и во третата година, дефинитивно заостануваат во растот. Затоа што ако родителот ја блендира, најчесто и прави посебно за неговото дете, тоа што го прави посебно всушност го разликува од тоа што го јаде целото семејство и тука на некој начин родителот субјективно или несвесно може да го ограничи изборот за исхрана на детето на неколку храни кои што детето ги јаде. Всушност ние се обидуваме да избегаме од таа шема која што претходно била определена шема во која што треба да јаде и треба храната на некој начин да се ослободи, да биде разноврсна и да биде многу послободно детето да има избор. Ако детето седи на маса со своите родители во втората и во третата година и ги гледа како родителите јадат, или братче, сестриче ако има поголемо, тоа на некој начин добива желба и оно да јаде и тоа е многу битен стимул за јадење. Значи не препорачуваме да се јаде со телефон или со таблет или да се јаде пред оброк или после оброк, значи пред ручек или после ручек, со цел ајде да му даеме на детево да јаде, па после ќе ручаме ние. Препораката е детето да седи со родителите. Да, затоа што ги имитира во се што прави детето, практично ги имитира родителите и тоа е многу позитивен. Децата кои што се многу пребирливи се случува понекогаш да прескокнат одреден оброк и изгладнуваат до следниот, нервозни се, нерасположени се, бараат нешто да јадат за да си ја надокнадат енергијата која што им е потребна. Точно. Сега, тука некогаш родителите дозволуваат како меѓуоброк грицки, бисквити, смоки и слично, чоколадо, сок. Сето она што всушност се смета условно речено за нездрав меѓуоброк. Така. Дали во ваков случај треба родителите бидат истрајни и повторно да му го понудат истиот оброк кој што требало да го изеде во даденото време? Точно. Генерално препораката е таа. Значи 1 до 2 часа пред ручек, односно пред оброкот, значи пред доручек исто така кога ќе се разбуди детето од сабајле, не би требало да се даде сок веќе над 1 година или млеко или нешто друго кое што може да го засити и да го на некој начин наруши гладта која што би требало да обезбеди детето да јаде здрав доручек или здрав ручек или вечера. А препораката е во тој период од 1 до 2 часа пред оброкот да не јаде детето, значи да не јаде благо, да не јаде грицки, да не пие сок. Затоа што сокот, например, после една година најчесто е овој сок кој што се продава во маркетите, значи за општа употреба, тој има многу шеќер во него и детето навистина не чувствува глад. Така да ние не можеме да го натераме детето. Многу е важно да се потенцира дека децата, најмалите деца, значи јадат ради глад. Кај возрастните има социјален момент. Например, гледаме дека некој седи јаде и ние ќе седнеме со него да ручаме. Или времето дошло за ручек 2, 3, 4 часот и ние седнуваме да јадеме. Меѓутоа, децата јадат исклучиво како резултат на тоа што чувствуваат глад. Ако детето испие пола чаша сок, или ако изеде нешто благо, или некој грицки, тоа навистина не чувствува потреба да јаде и не може да се натера. Верувајте, значи најразлични методи пробуваат родителите за да ги натерат децата, некојаш дури со закани, некојаш дури со условување ќе ти дадам чоколадо или ќе ти дадам сладолед ако јадеш, меѓутоа ако детето не чувствува глад, навистина не може да јаде. И затоа препораката е да се направи една пауза, да нема внес, детето да биде гладно и да го јаде оброкот. Исто така е многу важно да родителите да бидат принципиелни, односно ако има нешто за ручек кое што е замислено за ручек, да не се прави второ или трето јадење, значи дури некогаш имаме и второ и трето јадење.
Да, како да во не се. ресторан. Меѓутоа, знаете што е? Ако ние правиме второ или трето, обично после некој одреден период се сведува исхраната на детето на 2 до 3 работи кои што му ги правиме како алтернатива. И во тој случај се ограничува самата исхрана, нутрицијата на детето е ограничена на 2-3 ствари. Значи, дома се готви се и се што, ама детето тоа ако не го сака, бара второ јадење да се готви и тоа второ јадење најчесто е од нешто што го јаде детето, нели, кога веќе правиме ново за да може да јаде, го правиме тоа што го јаде. Токму заради тоа препораката е да не се прави второ јадење, значи да нема дополнителен оброк, туку детето да го јаде тоа што го има и тоа што се договорира родителите дека ќе се јаде тој ден. И тоа е многу битна препорака и затоа е важно од 6 месеци да почне тоа пробување и таа шема да се тера, значи за да не се манипулира шемата спрема тоа како сака детето или што му се допаѓа или што не. Туку едноставно да се има распоред и по тој распоред да се оди и тоа е добра основа за понатаму за здрави навики за исхрана. Да го вклучиме гледачот кој што е на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. На телефон е мајка на 17-месечно дете. Така? Многу внимавам на исхраната на моето дете. Значи, имавме на почетокот многу проблеми со јадењето, воопшто не сакаше да јаде. Меѓутоа, после некое време се Така ве слушаме. После некој време претпоставам дека се подобри ситуацијата. Си исклучи гледачот? Имаме никаков проблем со линијата. Дали имаме уште еден гледач на линија? Добро, ќе го вклучиме следниот. Добар ден, повелете. Повелете во програма сте. Ве поздравувам. Сега моето прашање не е баш со вашата тема, кај мене е обратно. Така? Има зголемен апетит. Значи, мислам, има и килажата е зголемена. За 5 годишно детенце се работи. Така? Дали има некој совет што да правиме? Така, и тоа е исто така голем проблем. Намалениот апетит ми се чини дека е еднакво проблематичен како и зголемениот. Да, јас за тоа и слушав, пратам, ама викам да прашам да не има ништо. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Поздрав, благодарам. Во прилог на прашањето, значи она кое што би требало секој педијатар кој ги прегледува децата да го направи е да води така наречена перцентилна крива или графикон на кој што се гледа растот на тежината и на висината на детето по возраст. Значи постојат две криви, едната е од 0 до 36 месеци, има различни за машки и за женски бебиња и исто така од 2 до 20 години крива која што е исто за машки и за женски за поголеми деца. Во однос на прашањето, токму заради тоа е многу важно да се почне со здрави навики, со правилен распоред на оброците и правилна содржина на оброците, да се минимизира додавањето на чоколади, на сладки, на грицки, затоа што најчесто децата кои што имаат зголемена телесна тежина на возраст од 3, 4, 5 години, најчесто тоа е од такви храни. Значи ако детето јаде нормална, значи исхрана со манџа, со нормален доручек, нормална вечера, значи не може толку да се поправи колку што ако се јадат такви работи. Тука морам да кажам дека бабите и дедовците имаат голема улога во тоа и би требало родителите на некој начин да се спротистават и мојата препорака значи не се дава воопшто детето да јаде чоколадо или нешто од тие грицки, смоки, чипс, такви работи, туку едноставно тоа се ограничи на еднаш до 2 пати неделно. Значи ако тоа е еднаш неделно или 2 пати неделно, на некој начин детето ќе јаде, ќе проба, значи поише ќе ужива во можноста која ќе може да јаде, затоа што се случува сега и секојдневно да јадат такви работи, а да после тоа одма да бараат нешто друго и влегуваат во еден таков магичен круг кој што крајниот исход е дебелина, односно обезност. Сега на 5 годишно дете не се препорачува диета, значи не можеме да му скратиме да го ставиме на диета, меѓутоа физичка активност со шетање, со возење велосипед или тротинет или било што кое што е активност физичка или играње во двор ако имаат такви услови, значи тоа е едната препорака и втората препорака е тоа што го јаде детето да се префрли од калорични јадења, да се префрли на нешто кое што ќе го јаде детето, а нема многу да покачи во калориите. Таква храна е значи месото, значи млечните производи, меѓутоа не млеко и исто така овошјето, со исклучок на бананите кои што навистина прават зголемена телесна тежина, значи да се даде детето да јаде доколку има апетит, меѓутоа на некој начин да се префрли
исхраната да биде од работи кои што не поправат, значи кои што брзо се обработуваат и кои што немаат голема калориска вредност. И за тоа треба голема исто така упорност, истреност, бидејќи е многу тешко да се сменат навиките на исхрана. Да, меѓутоа ако се упорни родителите, ќе има так. ефект со разговор, со објаснување на 5-годишно дете веќе тоа успева. Имаме уште еден гледач на линија да го вклучиме. Добар ден. Добар ден, мака, имам 7,5 месечна беба и почнавме со дохрана од 6 месеци. До пред 2 недели одлично се јадеше кашичките, доручек и ручек веќе има воведено. Меѓутоа последните 2 недели многу имам проблем, воопшто не сака да јаде од кашичките, само оброкот како млеко си го пие. Па прашањето ми е дали да бидам упорна да продолжам да пробувам да давам кашичка или ако не е најадено да го заменам оброкот со млеко. Благодарам што се вклучивте во програма. Ова е интересно и често прашање. Млекото е важно во првата година, меѓутоа не може да биде замена за оброкот. Затоа што до 6 месеци бебето на некој начин ја троши резервата од железо, значи која што е добиена од мајката во текот на бременоста. Меѓутоа после 6 месеци, ако храната е претежно млечна, значи ако е претежно на млеко бебето, без разлика дали цица или адаптирано, тоа може да развие анемија, односно слабокрвност, и затоа многу е битно да оброкот како оброк си остане. Главната улога на воведувањето на јадењето после 6 месеци, меѓу другото е и да се замени еден цел оброк со млеко со цел оброк со храна. Без разлика, како што кажав, колку детето ќе изеде, значи дали ќе изеде 3 лажички или 10 лажички или целото ќе го изеде, тоа не е воопшто битно, меѓутоа важно е да не се замени оброкот од храна со млеко, затоа што на тој начин детето ќе расте, значи ќе биде крупно, ќе расте во висина, затоа што млекото има калориска вредност многу важна, меѓутоа можно е да развие анемија, односно да биде слабокрвно. И затоа, како што кажав, главната улога на родителот обврската е да му понуди на детето разновидна храна, како што прави мајката, меѓутоа право на детето е колку ќе изеде. Оно до пред 2 недели јадело повеќе, сега јаде помалце, може после 2 недели пак јаде повеќе. Меѓутоа, мора родителот да продолжи да нуди разновидни храни според шемата. Тука треба да го заокружиме разговорот, ама сосема накратко, помагаат ли витаминските сирупи? Некогаш имаше препорака децата со слаб апетит да пијат сируп. Помага ли тоа? Денеска препораката дали е се уште активна и вака важи? сега, значи до 1 година сите препарати кои што се витамински, најголемиот дел од нив не се препорачуваат за под 1 година, така да до 1 година овие препораки што ги даваме се многу важни. Над 1 година може да се надокнади одреден недостаток на витамини поради слаба исхрана, меѓутоа пак храната ја има клучната улога, зашто не може детето нонстоп да пие сируп за витамини. Корекцијата на железото, на хемоглобинот при анемија многу делува, значи доколку има таков случај, доколку се истретира, се излечи таа анемија, детето нагло добива подобар апетит и почнува да јаде. Така да една од препораките е и тоа, значи да се провери хемоглобинот и железото. Доктор Денис, ви благодарам што бевте дел од Нула Импулс. Навистина интересна тема, да имавме уште време, ке претпоставам дека ќе имавме и голем број на гледачи што ќе можевме да ги вклучиме и дивни прашања и различни искуства. Се гледаме повторно. Им благодарам и на гледачите што не следеа. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.